Продолжуваме со втора глава од книгата Дела на апостолите, подолг текст, како што нели забележавте. И дилемата секогаш со такви текстови е што да правиме, дали да го делиме или па да го опфатиме во едно изучување, една проповед. А всушност ова е една проповед. Петар решил да ја каже наеднаш. И ако тој решил дека треба да биде една проповед, и ние ќе го следиме неговиот модел. И сметам дека така е најдобро. Дел е, како што кажав, од втората глава. Тоа е првата проповед што ја гледаме од произнесена пред црквата. И од тука натаму ќе видиме многу први работи, први нешта кои се случуваат од црквата, значи првата црква, првото заедништво се формира, првото чудо. А таа прва проповед, па како што ја овде сум напишал, е причината за првото пробудување, големо пробудување. Историјата на црквата познава повеќе такви пробудувања. Едно од најголемите и кое е наречено и големото пробудување се случува 18-тиот век во Англија, во Америка. Некако тоа пробудување, големо пробудување во Англија во време кога Европа е зафатена од рационализмот, од атеизмот, нештата кои претходат на француската секуларна револуција, а пак цела Германија опфатена со рационализам и со атеизам, така да кажеме. Во Англија се случува големо пробудување. Еден од носителите на тоа пробудување е Джордж Уитклиф, кој уште млад е ракоположен за ѓакон, почнува да проповеда и толку луѓе сакаат да ги слушат неговите проповеди, што е принуден во црквата да прави секој ден служба, а во неделите и по неколку служби. И кога веќе самата црковна зграда не е доволна да ги опфати сите оние што сакаат да слушат и големи покајања се случуваат, почнува да проповеда надвор, на полињата, доаѓаат илјадници души. Станува дел или учествува и во големото пробудување во Америка, предводено од Джонатан Едвардс, потоа се враќа пак во Англија, го посетува клубот на светите, во каде што носители се браќата Весли. И така големи работи се случуваат. Навистина големо пробудување во Англија, кој многумина социолози, историчари сметаат дека тоа пробудување, духовно пробудување спасува Англија од она што се случува во Франција, од секуларна револуција, која потоа така ја уништува Франција со векови, со стотици години не може да се опорави од сите тие последици. А за Уитклиф пак е познато дека како голем проповедник, иако мал човек, но со силен глас, во неговиот живот произнел повеќе од 18 проповеди кои ги слушале повеќе од 10 милиони луѓе. Но она што е важно, она што сакам да го потенцирам е дека во основата на пробудувањето е проповед, проповедањето на Божјото Слово. И тоа е карактеристично не само за тоа пробудување во Англија и во Америка, но и сите претходни што се случувале и сите што следат потоа. Само пробудувањето кои се случуваат и за време на реформацијата на црквата во 16-тиот век, исто така се резултат на фокусот или еден нов модел на служба на црквата, која се карактеризира со проповед на Словото. И всушност водечките принципи на реформацијата се токму тоа, сола скриптура или само писанието, само Словото, како фокус, како центар, и сола Христос, тоа е само Христос е оној кој треба да биде фокусиран во проповедта и нашата надеж или нашето спасение треба да се темели на него. И ова што го гледаме овдека сега, на 50-ница, првото големо пробудување, раѓањето на црквата, сето тоа се темели на проповед.
проповед на Словото. И ова е први нешто што се случуваат на Педесетница и деновите што следат после Педесетница. Првите нешто што се случуваат во црквата се моделот за нас. Имаме првата апостолска проповед запишена, која станува модел потоа за проповед на црквата, првото организирање на црквата или првиот живот во црквата, кој исто така станува модел за нас и останатите први работи, кои ќе ги разгледаме понатаму. Црквата се роди од проповед, а пак сето тоа беше производ на Светиот Дух кој дојде во сила, како шум од силен ветар и во јазици како пламен, кои се симнаа над апостолите и беа способени да го говорат Словото. Она што се случи, големиот феномен на излевањето на Светиот Дух беше во силата и беше во Словото. Тие јазици, јас на минатиот пат спомнав, тие јазици всушност што се симнуваат, не се форми на јазици, туку тоа се слово, тоа е проповед кој се симнува, говор на јазици кои се разбирливи за сите посетители на Јерусалим, иако се од различни делови на провинцијата. И тој феномен предизвикува чудење како тие неуки галилејци ги говорат сите тие јазици. Говорат за славните Божји дела на тие разбирливи за нас различни јазици. Тоа го привлекува нивното внимание. Во храмот се собира голема толпа луѓе кои го поставуваат тоа прашање што ќе биде ова. И првата проповед всушност на Петар е како еден одговор на прашањето што го поставуваат присутните. Што ќе биде ова? Сите се чудеа, во недоумение се изборува еден со друг, што ли ќе биде ова? Некои се подсмеваа, веднаш дадоа некој рационален одговор, еве се напиле сладко вино, Петар го негира тоа, 9 часот е наутро, уште ни службата не завршила во храмот, нема време во 9 часот човек да се напие. И објаснува како резултат на што или што всушност се случува тоа утро на Педесетница. И што кажа ова прва проповед е урнек. Урнек за апостолска проповед. И ние можеме да видиме на што се темели таа проповед. Ке видиме дека е многу библиска проповед, натре во неа Петар вклучува повеќе цитати од Стариот Завет, најмалку 4-5 цитати од различни места или од Стариот Завет и многу христоцентрична. 90% од проповедта е Христос. И можеме да видиме една добра структура на таа проповед, која не може, а да не се должи на подготовка. Ова проповед, иако изгледа како инцидентна така, како да се симнало од небото, е така организирана, која не може да не биде резултат плод на добра подготовка. Апостолската проповед е подготвена, се темели на Словото, библиска е и е христоцентрична. Во сето тоа пак е присутен Духот. Спрџан, наречениот принц на проповедниците, имал и библиско школо за подготовка на проповедници и тој имал така обичај да ги собере студентите, да им даде по еден текст од Библијата и да им каже сега проповедајте. Сигурно било тоа така стресно искуство да застанеш пред принцот на проповедниците и што току даден текст да проповедаш. Има анекдота за еден случај од таквите инциденти. Зел некој, му се паднало на некој од студентите текстот за Захеј, средбата на Захеј со Христос, го прочитал текстот и почнал да проповеда. Значи треба да имаме 2-3 точки, еве ги моите точки. Првата точка, Захеј бил мал, тоа значи дека и ние треба да бидеме мали. Втората точка, Захеј се качил на дрво и ние треба да се качуваме на дрва. И третата точка, Захеј сакал да го види Исус и ние треба да го видиме Исус. И така завршила проповедта. Целата поента на Спрџан е дека не може да се проповеда така, без подготовка.
И самиот Спрџан е модел за проповедник и не случајно е наречен принцот на проповедници, зашто саме тој во неговите лекции до студентите вели, ако 20 часа не посветите на подготовка на една проповед, а не може да биде добра, успешна проповед. Добра, подготвена, нели, проповед. Петар е исполнет со Словото. Ние тоа го видовме од тие денови на чекање на ветениот дух на крштевањето. Тие се во молитва, заедно во Слово и е исполнет со Духот. И првиот текст кој го цитира всушност е од Јоил, како одговор на ова зачуденост. Што ли ќе биде ова? Што е ова сега што се случува? Неуки галилејци на странски јазици, јазици кои се од различни провинции во Римската империја, ги проповедаат или ги објавуваат славните дела Господови. И Петар цитира од 3 глава на книгата Јоил и вели, ова е исполнување на пророштво во Стариот Завет. Ете, во последните дни, рече Бог, ќе излеам од мојот дух на секој тело и ќе пророкуваат синовите ваши, керките ваши и младичите ваши ќе имаат видење и старците ваши ќе сонуваат соништа. Ако ја погледнеме книгата Јоел, на кратко само ќе кажам, има само 3 глави. Првите 2 глави говорат за судот над Божиот народ. Првата глава е опис на една природна непогода која ја зафатила Јудеја од скакулци. Една наезда од скакулци која ги уништува посевите и носи голем глад во Јудеја. Втората глава од книгата е пророчка, тоа е за тоа каков суд ќе има, Божја казна над Божиот народ, представен преку таа катастрофа од скакулците. Она како што скакулците уништија се, така Божиот гнев ќе го уништи Израел, ќе го казни Израел. А третата глава пак е ветување за благослов кој Бог ќе го излее врз Божиот народ, благослов во последните дни. Така се изразува Јоил. И сега Петар вели, еве, она што го вети Бог како благослов, како излевање на Духот, сега се случува. Во последните денови, или овдека фразата всушност е не деновите, кои последното време, поточно. И гледајќи го Новиот Завет, кој дава така нафрла по-голема светлина врз тие пророчки текстови, со тоа Петар го објавува исполнувањето на пророштвото за последните денови. Еве, се излеа Светиот Дух во последните денови. Последните денови во новозаветен аспект, преку новозаветната светлина, е целата она епоха од доаѓањето, првото доаѓање на Христос, се до неговото второ доаѓање. И на многу места во Новиот Завет можеме да видиме таа идеја за последното време или последните денови. Јован им пишува во своето прво послание неколку пати, еве, последно време, последен час е, последен ден е, или пак во Евреите авторот на самиот почеток, во првите стихови или во древноста, Бог говореше преку пророците, сега ни говори во последните денови, ни говори преку Христос. И сега, очигледно е, она што го цитира Петар од Јоил, дека тој Свети Дух не се излеа над сите, над секое тело, на целата земја, туку се симна во тој момент на 120 души. Толку беа собрани во таа просторија. И целата идеја всушност е кога се исполни тоа пророштво за последното време. Дојде Светиот Дух, кој објави една епоха на дејство на Светиот Дух. И сега, таа епоха е долга. Јоел тука спомнува и во целата таа 3 глава уште понели го продолжува во таа насока за некакви космички феномени кои есхатолошки ќе го најават Господниот ден, кој исто така пак е ден на суд над безбожниците. И тоа е вториот дел од 3 глава, објавен е судот над безбожниците во Господовиот ден. Така, некои овдека препознаваат милениум кој ќе дојде и тогаш Светиот Дух ќе биде излеан над сите,
ќе се исполни оваа слика, нели, на Јоил, каде што Христос ќе управува и сите ќе бидат во таа полнота на Светиот Дух, што ќе случуваат ваквите, нели, искуства и така натаму. Како и да е. Она што Петар сака да го каже, еве го, она што Јоил го најави, го пророкуваше, се исполни. Светиот Дух се излеа. И ние имаме сега голем ден е. И ние живееме во тој голем ден, во тие последни времења, имајќи го Светиот Дух како доволност за да имаме успешен христијански живот. Светиот Дух не исполнува, ние сме крстени во Светиот Дух, Светиот Дух живе во нас и ни го дава сето оно што е неопходно да исполниме мисијата на Христос, да бидеме неговите сведоци. Тоа го покажа Петар. Со исполнувањето, со симнувањето на Светиот Дух, тој гледам како успешно ја исполнува онаа мисија која беше дадена од Христос да биде сведок за него. И имаме се што ни е потребно да живееме успешен христијански живот. Тоест, живејќи Светиот Дух во нас, ние како храмови на тој Дух да се преобразуваме, а тоа е нашата основна цел во Христовиот лик. Тоест да го придобиваме Божиот карактер. Како што е и Петар, Павле пише во 2 Коринтини 3 глава. Ние со откриено лице, како во огледало, ја гледаме славата Господова и се преобразуваме во истиот лик од слава во слава, како од Духот Господов биејќи, тоест Духот Господов го прави тоа во нас. Духот дојде, вели Петар на Педесетница. И тоа вие што го гледате овдека, она што е зачудувачко за вас, она што ве вџаши, ете тоа, што го најави Јоел дека ќе се случи. Се случи и ние сме во тој период. Тоа се случува и со нас. Духот не исполнува и ние го живееме спасоносниот живот што е Божјата волја за нас. Тоа е првиот дел на проповедта, кој треба да даде одговор на прашањето што е ова, што значи ова. Тоа е тоа. Се симнува Светиот Дух најавен од Јоил. Потоа преминува на Христос и до крајот на проповедта фокусот ќе биде Христос. Тоест, проповедта на Петар е христоцентрична. Ние би очекувале овдека, имајќи во предвид дека се исполнува пророштво за Светиот Дух, за доаѓањето на Светиот Дух, би очекувале Петар да продолжи и да говори за Светиот Дух. Сепак, тоа е денот на Светиот Дух. Момент кога Духот се симнува во Ерусалим. Што туку тој се симна? Што туку се исполна пророштво за Светиот Дух? Не за Христос, за Светиот Дух. И сепак апостолот не објаснува сега што значи тоа. Се симна, се изля и така натаму. Не објаснува што значи последните денови. Ништо за сето тоа не говори. Само рече, еве се исполни тоа што беше кажано, дојде Светиот Дух. И тоа што го прави Петар овдека е целосно во согласност со службата на Светиот Дух. Така говори верникот кој е исполнет или кој е под водството на Светиот Дух. Тој говори за Христос. Зошто Светиот Дух не го привлекува вниманието кон себе, туку Светиот Дух го објавува Христос, го прославува Христос. И затоа во учењето за Светата Троица некои теолози велат дека Светиот Дух е срамежливата личност на Светата Троица. Зашто тој никогаш не го привлекува вниманието кон себе, туку секогаш сведочи и го прославува Синот. И самиот Христос, нели, кога им каже, им вети на учениците дека ќе го прати Светиот Дух, рече дека тој ќе биде пратен, зошто да го прослави Христос. Тоа е, нели, идејата. Во Јован 16:14. И тоа е знакот дека некој е воден од Духот. Неговата христоцентричност. Онамо каде што дејства Духот, ќе биде објавуван Христос, проповедан и ќе биде прославен. И тоа го прави овдека, гледаме Петар.
почнува, нели, да говори, го свртува темата кон Христос. И првото оно што го кажува, и то многу кратко, само во една реченица. Овој Христос беше последочен пред вас со чуда. Беше последочен како Месија, тој Исус. И вие сте сведоци на тоа. Вие самите можевте да видите какви чуда правеше. Воскресенијата што ги правеше, исцеленијата што ги правеше, демоните што ги гонеше. Вие го видовте сето тоа. И сите тие пророштва, вие добро знаете, сите тие чуда, вие добро знаете дека беа пророкувани во Стариот Завет. Сите тие враќањето на вид на слепи луѓе и така натаму, тоа се типични месијански знаци, типични пророштва кои говорат за месијанството на Христос, исполнување на пророштва кои говорат за месијанството на Христос. Во таа смисла Петар вели, нема сомнеш дека тој Исус е Месијата, нема сомнеш дека вие всушност и немате никакво оправдување дека вие го отфрливте Месијата. Оно кој јасно беше последочен како Месија. И откако завршив само со една реченица, без да образложува многу, бидејќи вие сами видовте, преминува кон смртта, кон она главна тема. И тоа е понатаму фокусот. Смртта и воскресението и сегашната позиција на Христос, како оној кој вознесен седи од десно на престолот. Примен, последочен, потврден од Отецот, како, дури ќе каже, самиот Господ или самиот Адонај. И правејќи на таква структура на проповедта, Петар се движи кон главната цел, да им покаже на луѓето, прво да им ја покаже нивната вина, а потоа да им го покаже и спасението, патот на спасението. Се во 23 стих, тој некако пресретнува една не провокација, туку една дилема која може веднаш да се јави кај слушателите. Вели, тој е предаден по определениот Божји план и предзнаење, и вие затоа го фативте, го распнавте со раците на беззакониците и го убивте. Некој би можел да каже, во ред, ти велиш и докажено преку чудата дека е Месијата. Така почнува, нели, проповедта. Дека тоа е докажан преку чудата, преку неговата земна служба како Месијата. Меѓутоа, ако тоа е Месијата, тоа како можевме ние тогаш да го убиеме? Како можевме да го распнеме? Како би можеле ние луѓето да го убиеме Бог? И тука е одговорот сушност на Петар, уште го пресретнува, нели, ја пресретнува таа забелешка и вели, самиот Бог, самиот Отец го предаде, бидејќи беше предодредено, тој имаше план во неговото признаење. Неговата намера беше вие да го фатите, да го распнете, да го предадете на беззакониците, на безбожниците римјани и така вие да го убиете преку нивните раце. Тоест, вам ви беше дадено да го направите тоа, бидејќи тоа беше Божиот план. Вие можевте да го направите тоа, бидејќи тоа беше Божиот план да се случи тоа. Ако не беше тоа во рамките на Божјата воља, вие никогаш немаше да можете тоа да го направите. И на крајот на краиштата, тој ќе ме обясни, вие разбирате, многу добро знаете, имајќи го пред целиот Стар Завет и сите оние жртви во Стариот Завет, дека без крв, без жртва, нема прошка на гревовите. Бог одреди Отецот, неговиот син да биде жртвата за вашите гревови. Тој да биде вашето спасение. Така да секој приговор кој би тврдел дека Христос, дека Исус не е Месијата затоа што е распнат на крстот, ги остава, нели, без аргументи сите такви кои така би кажале. Исаја во неговите пророчки места за месијанските, нели, пророштва, во неговата пророчка книга, дури оди до таму што вели дека самиот Отец го убива својот син. Например, во 53 глава 10 стих вели, но волјата Господова беше да го казни и го предаде на мачење.
самиот Отец го казни, самиот Отец го предаде на мач. Тоа беше планот на Отецот. Од друга страна па Христос за себе во Јован 10:18 вели: никој мене не ми го одзема животот, јас сам од себе го давам. Тоа гледаме една совршна хармонија во Светата Троица. Тоа беше волјата на Отецот, меѓутоа тоа беше и волјата на Синот, да се покори на волјата на Отецот. Од друга страна пак, Петар кога го кажува сето тоа, тоа беше планот на Бог вие да го убиете. Тоест Бог одреди вие да го убиете. Тоа го кажува всушност овдека Петар. И некој би кажал: "А да, значи немаме никаква вина." Не, вие го убивте и сте виновни за тоа. С други збори, тоа што Божјата воља беше вие да го убиете, тоа што Бог предодреди вие да го убиете, не ве ослободува од вината. И овдека Петар постигнува две цели. Од една страна покажува вие можевте да го убиете зашто Бог одреди вие да го убиете, но од друга страна тоа не одрекува вашата вина за тоа што вие го убивте Месијата. Во никој случај Павле вели Божиот суверенитет, Божиот план, Божјата волја не го ослободува човекот од вината. Божиот суверенитет не намалува по никаков начин човечката одговорност. Божјата волја и човечката реакција, Божиот суверенитет и човечката одговорност, гледаме во Библијата тоа рака за рака. Малку звучи конфузно. Тие се така паралелно одат и како никаде да не се доближуваат, како шините на возот. И во нашата ограничена човечка логика, секој пат ќе си најде тука некаква нелогичност, некаква безсмисленост. Зошто? Зашто Петар им вели: вие го направивте тоа зашто Бог реши вие да го направите, а во исто време тоа ве става во одговорност. Тоа сето тоа фрла вина за вас. Луѓето го распнаа Исус, но може да го направат тоа зашто Отецот сакаше така и во исто време вие сте виновни за тоа, иако Отецот сакаше така да биде. И на крајот пак сето тоа се случува бидејќи тоа е начинот вие да се спасите. Тие две идеи за Божиот суверенитет и човечката одговорност наоѓаат допирна точка на пред престолот на благодата, за кој веруваме ден кога ќе бидеме таму, секи ни стане јасно. Но фактот дека на тоа учи Словото. Божиот суверенитет, без кој немаше да може да се случи сето тоа, и од друга страна, човечката одговорност, вината од која човек не може да се ослободи. И сето тоа на крајот, како еден совршен Божи план, за тие виновни, грешни луѓе, да побараат во тоа дело на распнување, мачење, смрт и воскресение на Исус свое спасение. Тоа е оно што Павле нели го кажува, Петар го кажува, и на крај тој ги води постепено до еден конечен, до една кулминација во која што вели вие со вашите раце самиот Јахве го убивте. Самиот Јахве го ставивте. Оној на кого се поклонувате цело време. Оној на кого му носите жртви од целиот Стар Завет. На крајот вие го распнавте на крстот. И тоа многу остро, многу директно. Но продолжува, значи тоа е прво кажува за последоченоста, тоа е последочен. Видите колку е добро структурирана таа проповед. Тоа е докажан како Месија преку неговото земно служење. И вие го убивте, бидејќи тоа беше Божиот план за спасение. И вие сте виновни, бидејќи го распнавте, но Божиот план, но таа смртна пресуда што во Божиот суверен план вие изрековте, пак во Божиот план беше укината во небесниот суд. Тоест, вие го осудивте на смрт, вие го ставивте во смрт, но Бог, Отецот, ја укина таа смрт. Не дозволи Месијата да види, да искуси смрт, да види распаѓање. Но Бог го воскресна, откако го ослободи од смртните маки, бидејќи смртта немаше сила
да го задржи. Отецот ја одмени таа човечка пресуда и рече нема смрт. Смртта нема власт на него. Стави крај на таа смртна агонија. И тоа, Отецот го преда Синот преку неговиот однапред определен план, но и во тој план го воскресна и стави крај на смртната агонија. И сега тој дел ќе биде посебна тема за анализа, за објаснување преку другите цитати од Стариот Завет. И се повикува сега на Давид, авторитетот за евреите. За него Давид вели: секогаш го гледав Господ пред себе, и овој цитат од Псалм 16, тој од мојата десна страна и така натаму. Сега да не читаме, прочитавме веќе, ќе се навратиме на некои идеи овдека, важни, нели, мисли. Важен текст е, многу важен текст за апостолите. Подоцна во 13 глава, кога пред евреите во Галатија ќе проповеда Павле, ќе цитира повторно од овој псалм, за да докаже, нели, да го докаже Христовото воскресение. Сега Давид, и малку после ќе каже Петар, како пророк говори овдека, иако вклучува и своја лична надеж. Така помешани се во Давид неговата лична надеж дека неговата душа нема да заврши во адот. И кога говори за ад, има во предвид гроб. Нема да остане закопана во гробот, туку ќе доживе воскресение. Тоа на надеж што сите ја имаме, дека во Христос ќе доживееме искушение на нашите души, нашите животи нема да завршат во гроб, туку нашите животи ќе продолжат да живеат во Христос, во Божјото царство. Тоа е надежта на Давид. Но Петар овдека ќе даде на поширока апликација која каже очигледно дека Давид не говори само за себе, туку Давид говори за Месијата, оној во кого и тој самиот се надева. Например, самата фраза ниту пак ќе дозволиш твојот праведник да види распаѓање. И за да докаже дека ова Давид не го говори за себе, цитира, продолжува, нели, Петар да проповеда, и тој им вели: можете да отидете и да го најдете гробот на Давид. За оние што били во Јерусалим, јас не сум бил, велат дека имало некоја царска место наречено царска гробница и се претпоставува дека тоа е гробот на Давид. Сега не знам дали точно тоа е местото, но во тоа време кога Петар проповеда, сите знаеле каде е гробот на Давид и Петар им вели: вие може да отидете, го знаете каде е гробот и да се уверите дека Давид не говори за себе овдека, зашто неговото тело е таму, распаднато е. Тој говори за некој друг, говори како пророк, бидејќи беше пророк, нели, кажува овдека Петар, гледа напред кон Месијата, дека Месијата, неговото тело ќе биде зачувано од корупцијата на смртта, од телесното воскресение и така натаму. И се тука некој пак може да го постави прашањето: па добро, значи тој воскресна. Не е во гробот Христос веќе. Ми ако не е во гробот, зашто не дојде да ни проповеда овдека во храмот, туку ти сега проповедаш за него. И продолжува да ја говори сегашната ситуација, т.е. дава обяснение на она од Псалмот 16, кога Давид вели, нели, тоа од десната страна. Го воскресна Бог, ние сме сведоци, и од кога беше воздигнат со десницата Божја, го прими од Отецот ветувањето на Светиот Дух, сега го излеа и тоа на што го гледате сега вие и го слушате. Тоест, тој сега е од десната страна на престолот, она што во 16 псалм Давид го проповедаше, го пророкуваше, дека ќе биде поставен од десницата, од десната страна, и таа десница, нели, воздигнат со десница, значи воздигнат е поставен од десната страна на престолот. Сето тоа е исполнување на пророштвата на Давид и сега, всушност, Месијата, оној кога вие го распнавте, го предадовте во раците на беззакониците, тој сега е од десно на престолот. И не само што е таму, туку тој победоносно еден ден, поставајќи сите своји противници под нозете, ќе донесе суд. Вклучително и за вината што вие имате за неговото распнување. Така, повторно водих, нели, насоката во оваа проповед е кон вината и начинот за ослободувањето на нивната вина.
Тоа го гледате, тоа го слушате. Постоличен е од десно на престолот и продолжува во таа смисла. Преку Псалм 110. И го цитира Давид. Му рече Господ на мојот Господ. И тоа е интересно. Значи, овдека Господ не се обреке кон Давид, нели? И ова е пророчки псалм. Господ и два пати во таа реченица Давид го употребува зборот Јахве. Му рече Јахве на мојот Јахве. На оној Јахве или оној Господ во кој Давид се надева. Тоа е Месијата. Говори се. И гледате како. Јахве, оној нели, на кого се поклонуваат евреите, на кого пренесуваат жртви, заветниот Бог, му се обреке на Месијата, на својот син, пак со Јахве. Со што става еден знак на еднаквост. Отецот е Јахве, ама и синот е Јахве. Тие двајцата немаат никаква, во поглед на своето достоинство, во поглед на славата, во поглед на почита, во поглед на се, тие се еднакви. Тоест, она што сака да го каже овдека Петар на евреите, вие го раснувајќи го Месијата, отврлајќи го Месијата, вие си го распнавте Јахве. Зашто меѓу Месијата и Јахве нема разлика, тие се едно. Отецот и синот се единство, еднакво достојни за слава и за почит. Вие кога сте пренесувале жртви во Старата, кога сте го почитувале Јахве, вие го почитувавте и Месијата. И сега кога го распнавте Месијата, го распнавте Јахве. И тој Јахве, вие гледате на Јахве како на судија. Во целиот Стар Завет вие гледавте на Јахве како некој кој ве суди за вашата вина, за непокорноста, за оддалечувањето, за идолопоклонството и така натаму. Тој е поставен. И тој и под неговите нозе ќе бидат поставени непријателите и тој ќе биде судијата. Тој ќе ви суди вам. Не. И овој дел од 110-тиот псалм и Христос го цитира, меѓу другото. Го цитира пред фарисеите на едно место во Матеј 22 глава. Еден ден, вашето спротивставување, вашиот инат, ќе ве доведе еден ден да бидете поставени во подножјето на моите нозе и ќе бидете судени. Тоа е идејата. До овој момент ги доведува преку проповедта Петар, да им рече, вие носите голема вина, вие си го убивте Бог. Вие го предадовте Бог во раците на безбожниците, вие го распнавте, вие го убивте. Да, сето тоа беше во планот на Бог. Меѓутоа тоа не ве ослободи од вината. И кога доаѓа до тој момент и цитирајќи го Давид, дека всушност Јахве е тука во прашање, авторитетот на Јахве. Нивната реакција е очекувана. Кога го слушнаа тоа, им се растреперија или буквалниот збор е нивните срца беа прободени со нож. Тоа е преводот на зборот што овдека го користи Петар. Не растреперени, туку прободени. Прободени, слушајќи ги тие вистини што им ги откри Петар. И му рекоа, и нормално, сосема нормално рекоа на Петар и другите апостоли, и сега што да правиме? Вината за нивната постапка, вината за нивниот грев, беше таа што ги прободе. Ама сето тоа беше донесено до нивното срце преку Словото. Ништо друго не учествуваше осна Словото. Петар не направи никакви ритуали. Петар не направи никакви чуда таму. Само го проповедаше Словото. А Словото како поостро од двоостар меч пишува, нели, го пронизува човечкото срце. И навистина се случи тоа овдека, нели. Нивните срца беа пронизани, беа прободени од тоа Слово. Словото
преку Светиот Дух изговорено, треба да доведе до тој момент. Нема спасение ако човек не биде пронизан во срцето од вината за гревот. Тоа на што се случува овдека. Тие луѓе направија многу лоши работи. Го гледаа Христос, се хранија од неговите раце, беа лекувани и на крајот го ставија на крстот. И око не им трепна. Но во моментот кога Словото беше проповедено кон нив за смртта на Христос и воскресението и зошто беше сето тоа. Тоа Слово, делотворно Слово, Слово кој ја тргнува темнината од човечкото срце. И тоа тврдо срце го омекнува, ги доведе до тој момент да побарат спасение, да се покајат. Единствено што треба, единственото нешто човек ќе го доведе до покаяние е Словото преку кое действува Светиот Дух. Нема друг начин. Таа црква таму, тие 3000 души се родија, од Словото се родија. Како производ на Светиот Дух. Ништо друго немаш. Немаше чуда. Да, говорењето јајце беше пак само начин на говорење на Словото, кој требаш да го сврти вниманието на луѓето да ги привлече кон храмот. Но на крајот, тоа пробудување се случи преку Словото. Словото се проповедаше. И реакцијата е нормална кога едно човечко срце ќе биде прободено од Словото, биде допрано така, да го изобличи за гревот, за вината за гревот, реакцијата е што да правам? Потребата од спасение, потребата од покаяние. И Павле истото го направи, кога му се јави Христос воскреснат на патот кон Дамаск, што кажа Павле? Истото го кажа. Што да правам, Господи, сега? Кога Павле и Сила во Филипи, во затворот, му проповедаа на темничарот и неговото праша беше и сега што да правам? Тоа е прашањето човек ќе го постави кога биде допрен од Словото. Ако некој не прашал, не го почувствал таа вина за гревот, таа очајна состојба на грешник, на осуден, на виновен, нема спасение. Но тоа го постигнува само Словото. До таа состојба човек може да биде доведен само преку Словото. И како одговори Петар? И овој стих е малку конфузен. Петар рече, покајте се и секој од вас да се крсти во името на Исус Христос за простување гревовите и тоа ќе примете дар од Светиот Дух. Покајте се, вели, и крстете се. И сега, тука верата не се спомнува, но тие веќе поверуваа. Тие веќе осознаа кој е Христос и осознаа вината. Покаянието кое овдека го спомнува Петар е всушност аспектот на верата. Ако верата е активниот аспект, позитивниот, покаянието е негативниот. За негативниот не во лошо смисла на зборот, негативниот аспект во смисла на негирање или одрекување. Ако верата е нашиот активен однос кон Бог, добрба во Бог, служење на Бог, живот со Бог, покаянието е оно одрекување од се досегашно. И тоа е суштината на зборот метаноја. Да се одреш, да се свртиш грб на мисленето до тој момент, на животот, резултат на тоа мислене и така натаму. Со други збори Петар им вели, одвратете се, променете си го умот, свртете се, сврте грб на тоа поколение што го направи тоа од таквото однесување кон Христос и така натаму. И сега второто, пак што конфузија внесува во овој стих, е крштавањето во Христос и така, ќе го добиете Духот и така ќе бидете спасени. Сега, ако ова беше единствениот стих во Библијата, во Новиот Завет за нашето спасение, ќе кажеме да. Значи човек треба да се покае, да се одврати од стариот живот и да се крсти и тогаш ќе биде спасен. Има христијани, кога взимат овој стих и велат, значи човек да биде спасен треба да поверува, да се покае и да се крсти и тогаш ќе го добие Светиот Дух. Меѓутоа, има екзегетски принцип во Библијата кој вели дека целата Библија треба да биде земена во предвид, целиот Нов Завет, а во овој случај и целата Библија,
И тогаш да се изгради учението за доктрина. А цялата Библия или много други текстови и примери, не само учење, туку и конкретни примери, ни говорат дека спасението е само преку вера по благодат. Го изучувавме Галатјаните и таму Павле дури вели проклет да е, 2 пати проклет да е, ако некој кон верата, кон благодата додаде било какво човечко дело. Било какво човечко дело, вклучително и крштевањето. И останатите текстови кои говорат за спасение го врзуваат единствено со верата, во која има покаяние нормално. Кога веќе ти ќе се довериш на Бог, ти треба да се одвртиш од се останато, да се покаеш, да направиш таа метаноја или промена во умот и поведението. Например, Јован во неговото Евангелие, кога завршува последните веќе стихови, во предпоследната глава, вели: сето ова е напишано, сето ова Евангелие аз го напишав, за да поверувате дека Исус е Христос, Синот Божи, и така да имате живот во Него. Верувајки да имате живот во Него. И многу други места се, да не ги цитирам сите. Па и Стариот Завет поверува Авраам, во 15 глава на Битие пишува, и тоа му се прими, му се засмата за оправдание. Оправдан преку вера. А примерите пак за луѓе кои не биле крстени и се случило со она искуство на новораѓење, примање на Светиот Дух, се многу. Например, разбойникот на крстот. Христос му вети дека ќе биде во рајот, иако не беше крстен, или пак во домот на Корнелиј, стотникот Корнелиј. Петар таму проповедаше, пишува сите, цитират исто така, нели, говори, сите пророци сведочат за тоа дека секој што ќе поверува во него ќе добие простување на гревовите преку неговото име, кој ќе поверува. И додека уште проповедаше, во следниот стих 44 пишува, додека Петар уште ги зборуваше тие зборови, Дух Свети слезе над сите што го слушнаа словото и така натаму. Значи веќе Духот се симна без крштевање, потоа тие се крстија, но веќе беа луѓе кои поверува и се спасија и го имаа Светиот Дух. Сега, да не бидам погрешно разбран, не сум против крштевањето, напротив, не го минимизирам крштевањето. Крштевањето не е изборно. Не, секој човек кој поверувал, според мен, треба да се крсти. Не е изборна работа, но некако средство, некако услов за спасение, но како еден израз за неговото спасение. Дека Духот веќе е во него. Дека тоа духовно крштевање веќе се случило. Дека таа метаноја, смртта кон стариот живот и воскресение духовно во нов живот се случиле во него. Да, така. Затоа, нели, треба да бидеме внимателни со такви текстови кои звучат, нели, конфузно. Меѓутоа, Библијата не е конфузна во тој поглед. Ако еден момент, еден дел од Словото е двосмислено, целата Библија за таа доктрина е многу јасна. И така, добро. И се случува првото големо пробудување. Така, оние што од срце ги приме неговите зборови, се крстија и се присоедини во тој ден околу 3000 души. Од 120 души, 3000 души. Тоа е некаде околу 30 пати зголемување. Замислете, сега 600 души, следната недела 600 души, или повеќе, 1000 души на црква. Од една проповед, само од една проповед, може се представите. Проповедта, и да се вратиме пак, таа црква на Педесетница се роди од проповед се роди, како производ на Светиот Дух, не како нешто друго. И тоа е една вистинска апостолска проповед, библиска проповед, христоцентрична проповед, кажана или од човек кој беше исполнет од Духот. Нашата проповед треба да биде христоцентрична проповед. Зашто самата Библија, самиот Нов Завет е христоцентричен. Кога Павле оде кај Коринтијаните, таму каде што се градат филозофските школи, им вели, јас не сакам да знам за ништо друго, освен за Христос, и тоа распнатиот Христос. И ние не треба да знаеме за ништо друго, освен за Христос распнатиот. И кога говориме, кога го читаме овој текст, за вината што ја искусија во срцето
вината која ги прободе преку Словото, како нож, многу пати и историски тоа, за жал, се случува, се релативизира. Тоест, да, тие беа виновни, евреите што беа на Педесетница во храмот, тие беа виновни за смртта, за раснувањето на Христос. Тоест, тоа не важи за нас, тоа важи за нив. И дури во логорите, концентрационите логори, пишувало убийци на Христос, таму каде што ги затварале евреите. На самите зидови испишувале убийци на Христос. Да, вистина е дека носи народот, таму носеше вина за тоа, но подеднакво е вистина дека секој човек носи вина за раснувањето на Христос, зашто нашиот грев го прикува него на крстот. Ние сме виновни и секој од нас има потреба од покаяние. Овој Христос, како што вели Петар, кој беше распнат, убиен, погребан, но воскресна и се возноси сега одесно и го чека моментот кој ќе ги покори противниците, вклучително секој од нас кој не бил пронизан од неговото слово и кој не дошол до покаяние, ќе биде поставен под неговите нозе и како што Јоил заклучува неговата книга, врз него ќе биде излијан Божиот гнев. Затоа, она што го кажа Петар пред неговата публика важи за секој од нас денес. Покајте се. Покајте се за да бидете спасени. Ако некој уште не се покал, ако не бил пронизан, нека се моли Господ да го пронизи со неговото слово, за да се почувствува скршен, смачкан од гревот. И како неопходност, како основна неопходност, да го постави прашањето, што да правам? Има ли спасение за мене? Како можам да бидам избавен од таа вина? Имаме живот вечен во Христос. Тоа е целата поента на проповедта. Го имаме Божиот дух што тој ни го ветил. Ги имаме сите ресурси неопходни да живееме поинаков живот, покајнички живот, живот на вера во Христос. Секојдневно да одиме со духот, секојдневно да се преобразуваме, секојдневно да исполнуваме неговата мисија, да бидеме неговите следоци, зашто духот се излеа, како што беше пророкувано. Амин.